Почитувани Прилепчани, најпрво да ви се заблагодарам за успешниот изборен ден. Прилеп покажа дека знае да организира современи, успешни, демократски избори. Да им се заблагодарам на сите гласачи на Движењето Знам за наша Македонија. Движењето Знам за наша Македонија ќе има еден советник во новиот совет на општина Прилеп. Да им се заблагодарам и на оние гласачи на што гласаа за другите политички партии, независни листи, како и на оние кои што останаа дома и нивната порака е сватена. Истовремено, сакам да им посакам успех на новоизбраните советници, како и на новиот градоначалник на општина Прилеп, Дејан Продановски. Да им честитам на сите оние кои што собраа храброст и изнесоа својата понуда пред граѓаните на Прилеп, а тие го кажаа својот глас. Истовремено, сакам да упатам апел до политичката партија Левица, целокупниот свој човечки потенцијал да го стави на располагање на новата локална самоуправа. Изборите завршија, критиките си ги упативме, граѓаните го кажаа своето, време е сплотени, сите заедно, да придонесеме со сиот свој капацитет за поубав Прилеп, за помодерен Прилеп, за позелен, почист Прилеп, да го вратиме спортскиот живот во Прилеп, културно-уметничкиот живот во Прилеп. Сето ова можеме да го направиме само заедно, никако разделени. Сакам да упатам и еден апел до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. До само пред 8 години оваа политичка партија на локалните избори имаше близу 24.000 гласа. Време е да се реформирате, да се ослободите од групата на луѓе кои што ја држи во заложништво цела партија, избрка се што е квалитетно од незе, само за своите лукративни собствени интереси. Таму има честни луѓе со достоинство, со морал, со висок потенцијал човечки, со човечки квалитети. За сите тие широко е отворена вратата во Движењето Знам за наша Македонија. Нивниот потенцијал, гарантирам, кај нас ќе дојде до израз, ќе можат да се реализираат. Ви благодарам, повелете ако имате прашања. Дали овој резултат за вас беше очекуван според проекциите кои што ги имавте како партија? Реално очекуваме 2 советници. Дополнително треба да направиме сериозни анализи, да видиме на што се должи тоа што имаме еден советник. Почетно гледаме дека излезноста беше намалена, дека има пат кај сите партии, меѓутоа за посериозни анализи треба да ни оставите ден-два. Во секој случај, Движењето Знам за наша Македонија има капацитет, има енергија, има потенцијал да се преиспита себе си и веќе од утре да почне поуспешно да функционира. Според тоа како се движеше излезноста, јасно е дека граѓаните упатија порака. Како ја тумачите оваа порака? Тумачам дека граѓаните станаа малку аполитични, разочарани од политиката и тоа значи дополнителен мотив за новата локална власт да ги засука ракавите уште утре. Заради тоа и упатувам апел до политичките партии да го стават својот потенцијал на располагање на новата локална власт, за да можеме да ја вратиме како политички субјекти довербата кај граѓаните на Прилеп. Таа слика што излезе со Бранко Црвенковски, ваш човек и со Пецаков во Охрид, како ја толкувате, како оксиген на вашата партија, односно на Движењето Знам, или како, да речем, кочница или одбор на членство? Не, председателот Димитриевски веќе објасни, Бранко Црвенковски е по потекло од Охрид. Таа е средба во ресторан заедно со градоначалникот на Охрид, како и со носителот на листа на политичката партија Движење Знам за наша Македонија. И тие се познаници и од претходно. Не гледам никаков проблем луѓето да се дружат меѓу себе, да пијат кафе. Впрочем, јас денес сум спремен со сите политички субјекти или со нивните лидери, нивните представници да седнам да пијам кафе и спремен сум, како и сите ние во Знам, да направам се само на Прилеп да има од утре подобар, поубав живот. И со Маријан Лисевски?
Апсолутно да, со секого. Зошто не би бил со магаристиски?